Терамар е крстен по тркачка патека во близина на Барселона, која што е изградена во 1923 година. И тоа е едно од најстарите тркачки патеки во Европа. Во тоа време имало тркачки патеки единствено Брукленц и Монца, во близина на Сиджис, Барселона. Секако шпанците тогаш имале богата индустрија, тогаш се произведували испано шуиза. Била богата автобуската индустрија во Шпанија и моќна, и нормално било да се изгради таква патека. И секако шпанците ќе ви кажат дека на таа патека е израсната Купра. Ова е вистински раритет од мотор, реткост. Дволитарски мотори денес во оваа класа единствено има дволитарци во BMW и тоа во X723, X-Drive, натаму во Mercedes GLA 200 и 224 патик. Volvo исто така има во XC40 има. Со таа моќност, чист бензинец има, само уште Dongfeng, Forting, T5. Тоа што досега го искусив со Купра, а што се разликува од другите автомобили со автоматски менувач, е тоа што секогаш овој DSG секогаш го наоѓа вистинскиот степен. Кај други автоматици, еве го, значи, ова е го погонот на сите тркала. Значи, кај на делот. Тоа што го покажува овој Терамар со 4Drive, тука се предностите на погонот на сите тркала. Со друг автомобил тука се јавува изразено подуправување, значи до толку што гумите веќе се изобличуваат. Сопирачките исто така се многу важна работа кај спортското возење. Значи не седите во автомобил кој што е максимално скрутен и кој што има направено чип тюнинг, односно зголемена моќност, туку е направена една спортска машина за спортско живење во секој поглед. И дури и нема потреба да за мануелно да интервенирам во промените на степен, затоа што еве сега кога ќе сопрам тука, автоматски ќе префрли во втора. Следната добра работа кај Купра е кокпитот. Кокпитот е различен. Кокпитот не следи никоја шема и не е здодевен, туку е шпански. Купра различен. Секако ги има овие детали во боја на бака.